Почитувани граѓани, повеќедневниот партиски притисок и медиумската пропаганда на владени функционери, Министерството за внатрешни работи и ВМРО ДПМН врз јавното обвинителство и здравата логика на граѓаните го потврдија фактот дека во Република Македонија институции нема. Истрагата за сомневањата за сторен криминал не беа приоритет на надлежните институции, туку задача на провладините медиуми. Во медиумското манипулирање со доказите за аферата Фабрика за пасоши, Гордана Јанкуловска свесно избега од аргументите за сторен криминал со нејзино знаење. Тоа е потврда и во јавната изјава на поранешниот декан на Факултетот за безбедност, кој што кажа дека министерката и врвот на Министерството за внатрешни работи знаеле за проектот. За каков проект знаела Јанкуловска и врвот на Министерството за внатрешни работи? Ова е прашањето кое повеќе од година и пол го мачи јавното обвинителство за организиран криминал, кое во отсуство на волја од страна на Министерството за внатрешни работи да се самоистражи, го одлага одлучувањето по кривичната пријава за свесно и организирано изигрување на тендерската постапка на Министерството за образование и наука преку давање на лажни податоци за институцијата апликант на владиниот оглас за опремување на лаборатории за државните универзитети и јавните научни установи, противзаконско искористување на средствата од буџетската ставка на Министерството за образование и наука од страна на Министерството за внатрешни работи, преку фингирана постапка за давање на опрема вредна повеќе од 3,2 милиони евра, за злоупотреба на службената положба и овластување, за противправно посредување, прикривање и непријавување на кривично дело. Јавното обвинителство за организиран криминал треба да ги оцени доказите и да истражи дали пријавените постапувале законски, кога под 1. Во 2010 година, по предходен договор за свесно изигрување на тендерската постапка на Министерството за образование и наука, помеѓу врвот на МВР, Министерството за образование и наука и деканот на Факултетот за безбедност, деканот на Факултетот за безбедност аплицирал во корист на МВР со 8 елаборати, од кои еден елаборат со тендерска спецификација за опремување на непостоечка лабораторија за криминалистичка идентификација и регистрација со автоматизиран систем за идентификување преку траги од папиларни линии или популарно наречен АФИС. Како во објавениот оглас за јавна набавка во 2010 година и договорот за јавна набавка во 2011 година тежок 2,5 милиони евра, Министерството за образование и наука како договорна страна објавува оглас за набавка на лабораторија за криминалистичка регистрација и идентификација. Станува збор за 2 лаборатории за Македонската радиотелевизија и 1 лабораторија за Факултетот за безбедност. Од кога Македонската радиотелевизија е јавна научна установа и може да користи буџетски средства од подпрограма на Министерството за образование и наука. 3. Зошто во записникот за примопредавање на лабораторијата за криминалистичка идентификација и регистрација АФИС, наместо овластениот представник на Факултетот за безбедност како посочен краен корисник, се јавува началникот на Оделот за криминалистичка техника при Министерството за внатрешни работи, представникот на фирмата добавувач и неидентификувано лице од Министерството за образование и наука. Дали ова не е уште една потврда дека Министерството за образование и наука, Јанкуловска и врвот на МВР знаеле за изигрување на процедурите? 4. Зошто 6 месеци по предавањето на лабораторијата АФИС во Министерството за внатрешни работи, владата на Република Македонија, само ден по црниот понеделник во парламентот, носи фиктивна одлука со која што веќе предадената лабораторија на Министерството за внатрешни работи ја доделува на трајно користење без надомест на Факултетот за безбедност. Дали оваа фиктивна одлука е дел од постапката за прикривање на незаконските постапки и уште една потврда за изигрување на процедурите? 5. Зошто 7 месеци по поднесувањето на кривичната пријава до јавното обвинителство за организиран криминал,
Гордана Јанкуловска и Спиро Ристовски подпишуваат договор за користење на опремата за криминалистичка регистрација и идентификација АФИС со иста вредност како и вредноста на јавната набавка од 151 милион 877 илјади 850 денари или близу 2,5 милиони евра. Дали мислеа дека со тоа ќе ги прикријат незаконските действија на министерствата што ги водат и свесното изигрување на правилата и процедурите? Дали се основани сомневањата за исчезнати 2 лаборатории за криминалистичка регистрација и идентификација АФИС за Македонската радиотелевизија? Склучениот договор за доделување на јавната набавка и договорот за јавната набавка помеѓу Министерството за образование и наука и фирмата добавувач е во висина од 151 милион 877 илјади 850 денари или близу 2,5 милиони евра. Во официјалниот одговор на Министерството за внатрешни работи на прашањето колку чини опремата од одлуката на владата, 4 месеци по подпишувањето на договор помеѓу министрите, МВР одговара дека вредноста на опремата изнесува 45 милиони 85 илјади 519 денари или 737 илјади 292 евра. Ова е 3 пати помала сума од вредноста на јавната набавка. Тогаш, каде исчезнаа 1 милион 748 илјади 434 евра? Според сето ова, дали вредноста на договорот за јавната набавка се однесува на 1 или на 3 лаборатории АФИС, онака како што објави Бирото за јавни набавки, 2 лаборатории за Македонската радиотелевизија и 1 лабораторија за Факултетот за безбедност. 7. Ако лабораторијата за криминалистичка регистрација и идентификација АФИС според записникот е предадена на Министерството за внатрешни работи на 1.8.2012 година, зошто тогаш во официјален одговор Министерството за внатрешни работи одговара дека книговодствено е заведено 18 месеци подоцна, односно на 31.12.2013 година. Што значи 18-месечното книговодствено неевидентирање на опремата? Ако се има во предвид сето ова, оправдано е сомневањето дека Министерството за внатрешни работи нема да има довлез да ја истражи улогата на Јанкуловска и врвот на МВР во проектот за кој се изиграни законските процедури за јавни набавки во образованието, а за кој што тие знаеле. Го повикуваме јавното обвинителство за организиран криминал да одолее на партиските притисоци и да постапи по кривичната пријава која што ја разгледува повеќе од година и пол. Ги повикуваме актерите од Министерството за внатрешни работи и Министерството за образование и наука да се воздржат од притисоци и да не се зацкриваат зад медиумските прилози во кои што новинари ќе вештачат честноста на нивните постапки. Благодарам. Повелете со прашање ако има. Повелете. Власта вели дека системот не е машина за производство на пасоши, дека нема врска со самиот процес. Според вас, за која намена може да се употребува АФИ системот? Значи, автоматизираниот систем за идентификација преку отисоци од папиларни линии или отисоци од прсти е мултифункционален систем. Познавачите на работата на овој систем знаат дека покрај криминалистичката идентификација која што е примарна во полициите заради откривање на сторители на кривични дела, заради утврдување на идентитети на лица настрадани во различни несреќи, има и други намени, бидејќи тоа е системот кој што е храната на сите останати системи кои што имаат потреба од идентификување на идентитетот на лицата. Да кажеме, АФИ системот се употребува за регистрација на гласачи. Имаме искуства во земји каде што електронското гласање е поврзано со АФИС системот заради идентификација на лицата кои што го остваруваат своето право на глас.
Понатаму, АФИ системот се употребува како база на податоци или систем кој што го храни апаратот за персонализација на личната документација со биометриските податоци кои што ги содржи, се користи во развиените земји и во здравствената заштита, во зависност од тоа кој биометриски податок се остава, дали е тоа примерок од ДНК и останати биометриски податоци, за граничната безбедност, за јавната сигурност, за е-пасошот, значи се тоа е поврзано со АФИС системот. Без да навлегувам во детализирање околу ова прашање кој што мислам дека не е спорно за стручната јавност, а со кое што многу се манипулира во медиумите изминатиот период, јас само би поставила едно прашање. Ако со последните измени на изборниот законник од минатата година се предвидува дека изборните процеси од 2019 година ќе се прават врз основа на идентификација на гласачите преку читање на биометриска документација и оставање на отисок од прст. Тогаш прашањето е, кој систем ќе го чита идентитетот на лицата? Значи, АФИ системот. Дали постои друга институција, освен Министерството за внатрешни работи, кој што ќе може да го утврдува идентитетот на гласачите кои што ќе го применуваат овој начин на идентификација заради остварување на правото на глас. Значи, сите овие прашања ги отвараат прашањата, меѓутоа, дали ќе се гледаат зависно или независно, ние ги отвараме прашањата, институциите имаат докази да одлучуваат по одредени пријави кои што сме ги поднеле и оставаме надлежните институции да бидат иновативни и да ги поврзуваат работите.